Добар ден и од мене, ова е стартот на уште едно ново издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Што треба да знаеме за односите меѓу децата? Кои се нивните најчести развојни проблеми на возраст помеѓу 3 и 7 години и како родителите може да им помогнат да ги надминат препреките кои што се јавуваат во овој период од нивниот развој? Одговор на сите овие прашања има денешната гостинка Ана Чучкова, која што е доктор по развојна и педагошка психологија и минатиот месец, на крајот од минатиот месец, ја издаде книгата Детски терапевтски приказни и игри. Добре ни дојдовте. Добро ве најдов. Оваа книга е наменета за родители, но и за стручни лица. Точно така. Во неа се сместени неколку авторски приказни за деца на возраст од 3 до 7 години. И што е опфатено во овие приказни? Дали се однесуваат на најчестите проблеми кои што се јавуваат во овој период од нивниот развој? Пред се идејата кога ја добив за ваква една книга беше да ги доближам проблемите со кои што се среќаваат дечињата на таа возраст на родителите, да ги оттргнам малку од оние стереотипи како треба да се однесуваме со децата, дека малце поинаква работава. И тие проблеми во книгата преку приказни успеав да ги доближам до родителот. Таму има теми за потешки прашања кои што можат да го измачуваат детето на таа возраст. Имаме приказна за смртта, има приказна за разводот, за пријателството, за нов член во семејството, братче, сестричка. Така, на кој начин овие приказни, исклучително актуелни теми на оваа возраст? Кога децата поставуваат многу прашања? Има приказна за стравови, најчесто стравовите се јавуваат тука 3-4 годишна возраст. И така даваме можност родителот преку раскажување на приказната да се доближи до детето и да може да отвори разговор на таа тема, значи полесно да се водат разговорите. Така. Приказните не ги читаат самите деца, туку прво родителот на некој начин има упатство како се користи книгата, ја чита приказната, во зависност од тоа какво е детето, нели секој дете е различно, може да ја менува, може да додава други зборчиња кои што полесно ќе го разбере неговото дете и да создаде една приказна и една атмосфера каде што детето ќе се почувствува безбедно да може да зборува на таа тешка тема. Така, а дали родителите при читањето или пак при раскажувањето на овие приказни или додавањето на некои нови елементи треба да потенцираат кои ликови се добри, кои ликови се лоши, или пак треба на детето само да му дозволат да ги осознае овие релации? Да, јас во книгата пишувам такви совети, точно тоа го напоменувам, дека најдобро е детево само да си најде ликови, да може само да ги оцени кој лик е добар, кој е лош. Ние не го наведуваме дека, например, не му кажуваме си било едно лошо дете, затоа што јас сметам дека лошо дете не постои. Да, лошо дете не постои, постои можеби луто дете, можеби уплашено дете, но лошо за мене не постои. И кога така ги раскажуваме приказните, детево може многу полесно да си најде идентификација во некој лик, да најде решение во тој лик, да види како некој друг го решил тој проблем и многу поедноставно доаѓа до решение тоа самото. Кога го гледа како на платно, нели, тие си создаваат слики кога ги раскажуваме приказни, кога го гледаат проблемот подалеку од себе, многу полесно може да зборуваат за тоа. Дали родителите треба да очекуваат дека ќе се реши проблемот на детето после само едно читање или едно раскажување на приказната? Не, значи, и јас би сакала да постои таква приказна магична, но не, значи приказните се пред се за да се создаде една врска помеѓу тој што ја кажува приказната и детето за започнување на разговор на тие теми. Сепак тие теми се многу посложени. Нели имаме, како што реков, тема за смртта, каде што не може со една приказна и детето да истажи нешто само со кажувањето на приказна. Сепак тоа е процес кој што трае години, но е добар почеток за покажување дека тука постои емоција која што е тага и таа тага е многу тешка и ние треба да зборуваме за таа тага. И така се започнува разговор, детето се чувствува безбедно да зборува за тагата, не е нешто страшно да почне, нели, да ја покажува, и приказната тоа го овозможува. После секоја приказна има и терапевтски игри или вежби, кои што родителот може заедно со детето да ги работи дома,
Така, тие може да се изведуваат индивидуално или пак децата може да ги играат во група? Како се концепирани и всушност како изгледа? Прво треба да се прочита приказната, па потоа да се премине на игра? Сето тоа е спонтано. Играта сепак доаѓа после приказната, доколку се започне разговор. Може да се примени веќе и терапевтската игра. Тие се многу игриви такви терапевски вежби во кои што родителот може да види докаде е детето со тажењето, што чувствува, може да биде преку цртеж, може да биде преку изработка на глина, но во секоја игра учествува и возрастното лице или родителот. Значи, ако детето црта и родителот црта. Родителот го црта, например, својот страв и детето го црта својот страв на начин како што тоа уме на таа возраст да го нацрта. Така, многу е важно децата да знаат да ги изразат емоциите, особено во тој период од животот. Препорачувате приказните да се раскажуваат во минато време. Зошто е тоа важно? Затоа што детето треба да направи дистанцирање од сопствениот проблем, затоа тие се многу паметни и можат да насетат дека пробуваме да извлечеме нешто од него, ако зборуваме дека се случуваат сега и дека тоа учествува во приказната. Так. Затоа велиме дека некогаш си постоело едно дете кое што имало проблем сличен на проблемот на детето и тоа му дава шанса да се дистанцира од неговиот проблем и, како што реков, да го гледа како на монитор неговиот проблем како се случува некаде на друго дете или на друго животно. Во приказните има и животни, обично со животните се раскажуваат на помалечките деца, а веќе со други деца за повозрастните деца. Треба ли да се одбере посебен момент кога со детето да се седне и да му се прочита една ваква приказна? Пред се треба да има детето да е опуштено, релаксирано, да не е притисок, да не насети дека ние го притискаме за нешто да ни зборува, затоа што тоа се негови интимни доживувања кои што треба да се почувствува безбедно за да може да ги каже како што треба, да ги изрази. Во книгата има и фотографии, еве можеме да погледнеме дел од нив. Кој е авторот на фотографиите, како ги работевте? Да, јас се многу радував на фотографиите, затоа што професор доктор Јордан Ѓорчев успеа да ја даде живот на секој лик во приказните. Така. Главен лик во приказната е дедо Варадин, кој што тој успеа многу буквално да му даде живот на тој дедо Варадин, кој што всушност живее во една шума. Така. И за дечињата го многу сакаат и прибегнуваат кај него за совети кога имаат проблем. И тој успеа така многу елоквентно да ги оживи сите ликови во приказните. А како дојдовте на идеја да направите еден ваков проект преку приказна игра? Срочени во една ваква книга да им помогнете на децата со најчестите проблеми кои што се соочуваат. Всушност тоа и го работиме. Значи кога се работи со деца или со родител, им кажуваме на родителите како се раскажуваат приказни, нели? Приказната е првото нешто со кое што ние сме се сретнале. Уште од најмали сите ги сакаме приказните. И тоа е најлесниот начин на некого да кажеш нешто, нели, за да го разбере и да го прима. Јас плюс на приказните ги додадов и вежбите, така се доби една целина, кои што се малку постручни приказни, не се со принцези, не се со принцеви, нели, не се со херои. Така. Туку се секојдневни случувања на одредени деца или животинки. 5 каменчиња, 5 пријателчиња, тоа е всушност една приказна за пријателството. Да. Бидејќи е многу важно децата да се социјализираат и да успеат да ги изградат социјалните вештини. Кога децата почнуваат да стануваат свесни за другите деца и да чувствуваат потреба да се играат со нив, да дружат со нив. Да, многу често родителите не знаат точно како да изреагираат, нели, кога две дечиња на 3 годишна возраст ќе се скараат, ќе се закачкаат, па дури ќе има угризувања и удирања. И почнуваат тука, нели, да ги превоспитуваат дека треба сите да ги сакаме, не треба да има кавги, дека сите ни се пријатели. Но не е така, пред се, нели, пријателството значи исклучување на некој друг и создавање на еден интимен однос, поинтимен однос помеѓу две или повеќе личности. Детето овде од
од 0 до 3 години уште не знае за пријателството. Тие сакаат друштво на други деца, на други бебиња, но не играат заедно. Ја нема таа взаемно врска каде што си, нели, знаат зошто се заедно, туку таа игра се вика осамена игра. Секоја си игра дете во посебно дел од собата, ама си играат, да. Паралелното пријателство се јавува веќе после 3-та година, некаде до 6-та година. И тоа уште не се рачуна за вистинско пријателство, тоа е веќе пријателството кога што ќе добијам јас ако ти ми бидеш пријател, значи која е мојата добивка. И тука најчесто ги среќаваме тие реченици: јас ќе ти бидам пријател ако ти мене ми ја дадеш количката твоја да си поиграм. Така, многу секојдневен пример. Да, значи тогаш детето има капацитет да го гледа светот единствено како продолжение од неговото јас. Значи, ако другото дете нема исто мислење како неговото или не ја сака истата играчка на исти начин, тогаш тој не ми е пријател. Значи, се уште не може да направи разлика дека, нели, другото дете е различно, дека има различности помеѓу индивидуите. И тоа се случува некаде до 6-та година. Так. Понекогаш родителите сметаат дека децата треба што порано да ги запишат во градинка, за да се социализираат и да стекнат пријателчиња. Но веќе како што споменавте, до 3-та година тоа оди тешко, децата на 2 години си играат самостојно. Да, дали така треба да се брза со градинка од тие причини? Јас секогаш советувам дека градинка би требало да се почнува од 3-та година понатаму, значи пред 3-та не. Но сега, нели, какви се возможностите на родителите, како се со чување, нели, дали имат баби, дедоци кои ќе ги чуваат, тоа е веќе друг проблем и друга тема. Меѓутоа сметам дека едно дете е подготвено да зачекори во градинка веќе после 3-та година или најнародски кажано кога ќе ја тргне пелената, веќе кога ќе е малку посамостојно. Така, во овој дел од емисијата ќе им оставиме простори на гледачите да се вклучат во програма со нивни прашања на телефонскиот број 3076-677. Денешна гостинка во студиото ни е Ана Чучкова, која што е доктор по развојна и педагошка психологија. Денеска зборуваме за книгата која што таа ја издаде минатиот месец, Детски терапевтски приказни и игри. Значи во неа се сместени авторски приказни кои што всушност нудат еден начин да се разрешат најчестите проблеми, развојни проблеми кај децата кои што се вуваат од 3-та и 7-та година, а во продолжение на емисијата ќе проговориме конкретно на една тема, а тоа е се пријателствата, односно другарувањето на децата на оваа возраст. Зошто се случува кај децата на 3-годишна возраст повеќе да сакаат да имаат пријателчиња кои што се постари од нив и повеќе да сакаат да се играат со нив отколку со своите врсници? Како што кажа, веќе на 3-годишна возраст тие почнуваат да имитираат. Како прави баткото, пример. Како прави бато, така сакам и јас, и затоа веројатно тие се врзуваат повеќе со постари, но тоа не е правило. Значи не е правило дека треба да ќе се врзуваат само од истиот пол, дали само машки, само женски. Тоа доаѓа многу подоцна во развојот. На 3 годишна возраст, како што реков, е прво тргнуваат со идејата што јас добивам ако си играм со тебе. Значи, дали јас ќе добијам нешто за мене, за мојата личност. Возрастните најчесто многу полесно ги отстапуваат играчките и затоа може би доаѓа до врзување повеќе со постарите дечиња. Но меѓутоа секогаш дете на 3 годишна возраст тргнува од своето јас и го гледа светот како продолжение. А дали се случува почесто да сакаат да дружат со пријателчиња од ист пол? Имаат они или другарчиња кои што се од различен пол, но сепак одбираат недобриот другар да биде од истиот пол. А веќе негде на 6 годишна возраст знаеме да слушаме дека тие не сакаат да играат со девојчињата, не сакаат со момчиња или момчињата со девојчиња. Веќе во големите групи во градинките или во прво одделение веќе се забележува тоа делење, во нели машките играат поинаква игра, девојчињата играат поинаква игра и не дружат заедно, се делат во групи. Меѓутоа тука не е сепак само полот во прашање, туку е во прашање интересот се уште, затоа што сите девојчиња се играат со определена играчка и тие имаат исти интерес, значи детето како личност го добива она што му треба од пријателката во случајот или во пријателот. Значи пак не е пресуден полот, туку добивката.
и така доаѓа до поделување, ние го гледаме како поделување помеѓу машки и женски. Во суштина е битен интересот. Дали родителите треба да им помогнат на своите деца доколку се срамежливи, повлечени, да остварат контакт со пријателчиња, односно да им помогнат да склопат пријателства? Да, значи веќе кога се забележува повлечено дете во 6-та-7-та година, овде треба и родителот да помогне, и доколку детето е по-несамоуверено, тоа потешко ќе влегува во група на деца каде што тие се веќе оформиле на група на пријателство. За да се влезе во таа група, потребно да се да знае детето кое што влегува во таа група да не ја нарушува климата која што веќе е создадена во таа група, нели, тоа дружење. И таа способност се учи, па дури цел живот се учи. Ние возрастните учиме како, нели, би влегле во некоја група. И тука родителот е улогата на родителот е многу важна. Дали самиот родител се чувствува самоуверено, кои се критериумите на родителот за избор на пријатели, како родителот ги исклучува другите и создава своји пријателства, така и детето ќе настапува повлечено или не повлечено сигурно во себе. Така. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Прашање до гостинката. Поздрав за неја и за интересната книга што ја предлага. Би замолил за малку совет како да се постапува со дете на 5 години по загубата на мајката, по смртта. Така, по смртта на мајката. Ви благодарам за поставеното прашање, за вашето вклучување во програма. Да, за жал тоа е една од најтешките теми. Како да се постапува со 5 годишно дете. Пред се треба, се не знам колку време е поминато, значи доколку е во блиско време се случило, емоциите не сме родителот, другиот родител да ги крие. Значи треба да се објасни дека тагата е природна во таков случај и слободно да изразува, да не се кара детето доколку почнува да плаче, да изразува гнев. Веројатно тоа може да стане луто, каде е мојата мајка, да прашува па да не добива одговори. Тука се јавува многу често и лутина. И најдобро е да се остават тие емоции, да се изразуваат и да ошумуваат со текот на времето. Времето во кое што ќе поминува детето низ тој процес на прифаќање на загубата на родител ќе биде подолг, но доколку здраво поминува и има потпора до себе, во случајот другиот родител, ќе излезе здраво од таа криза на животот. Значи ќе може успешно да ја помине. А колку често кога деца се јавува и страф од смртта воопшто? Страф од смртта доаѓа подоцна, кај некои деца ако веќе се среќаваат толку рано со тоа прашање, тие создаваат одредена слика, немаат уште такво сваќање како нашето на возрастните што значи смртта. Тие си создаваат свои слики, свои идеи што значи смртта. Убаво е да се објасни дека после смртта, тоа што сме го загубиле, не можеме да го видиме, но можеме да се сеќаваме на него, можеме да му напишеме писмо. Овде е вежбата во книгата е дадена како се пишува писмо на некој што сме го загубиле, и со изразувањето на писмото се изразуваат и чувствата. Значи, со пишувањето на писмото ги изразува детето чувствата. Некогаш може да изрази голема лутина зашто е напуштено. Така. Да, и пред се тој родител што е до него или лицето кое што ќе го чува тоа дете, треба да знае дека емоциите не треба да ги прикриваат. Сега, многу често, кога се зборува за загубената личност, другиот родител ја прикрива тагата, не сакајќи да го повреди детето. Так, за да го заштити. Да го заштити детето, нели, сите тоа го правиме со добра намера. Меѓутоа, кога детето чувствува и кога ќе почне да зборува за родителот кој што го загубил, ја чувствува тагата на другиот родител и сваќа дека зборувањето за тој родител, татко му станува тажен. И тоа престанува да зборува, не сакајќи да го направи другиот родител тажен. И започнува да се затвара во себе. Така. Значи, на светот му останале само
луѓето кои што се до него и тие треба да бидат многу природни во тагувањето. За детето да не добие слика дека тоа е нешто срамота, дека не смее да плаче, дека е срамота да се зборува за тоа. И така, кога се зборува, работите се полесни. Споменавте дека давате совети како да се напише тоа писмо. Може ли едни кратки насоки да му дадете на гледачот на што да се насочат при пишувањето на едно вакво писмо? Во случајот, значи има повеќе начини како, не мора да е писмо. Јас во книгата го ставив да е пишување писмо. Сега 5-годишно дете прашање колку може да напише писмо, тоа би го направил со помош на родителот, може да му раскаже, па родителот да пишува, но пред се се дава инструкција на детето дека треба да се испрати некоја порака на загубениот родител, што би сакало да му се каже. Така. И кога ќе почне да зборува, родителот почнува да пишува, може на крајот, кога ќе се заврши писмото, да се напише наслов на тоа писмо, и така преку тоа писмо родителот веќе знае до каде е детето, што чувствува, дали е луто, на кого се лути, дали на едниот родител или на загубениот родител, дали се појавиле стравови. Може да се појават стравови на загуби на другиот родител. Така. Ако се појават такви стравови, пак разговор, може да се повикат и на стручно лице. Значи, многу е битно слободно да се разговара за тоа, да не се става под тепих и после да се направат некои панични напади и да се чудиме од каде дошле. Така, во оваа книга давате и насоки како родителите да ги надминат најчистите препреки поврзани со склопувањето пријателства на нивните деца. Веќе споменавте дека понекогаш треба да им помогнат тие да се вклучат во група или да остварат некои пријателски релации со одредени дечиња, но дали родителите треба и да им остават слобода на децата самите да одберат со кого ќе дружат, бидејќи во таков случај понекогаш тие знаат и да ги насочат кон одредени деца, да речат треба да дружиш со ова дете, ова е добро, паметно, мирно, тоа го прават многу често да дружиш со ова дете. Многу често го прават тоа родителите, своите очекувања и барања за да ги наметнат. Да ги наметнат на децата. Меѓутоа треба да се свесни дека детето доколку не научи кој е и што е, нема да може да направи во животот интимна врска со било кој. Значи, пред се треба да биде создадено како личност и да биде сигурно во својата личност. А тоа се постигнува кога ќе се пушти слободно да избери кој може да му биде пријател, кој го посакува да му биде пријател, а кој едноставно не се усогласуваат и не е проблем да не му е проблем да го исклучи. Така. Многу често децата знаат, ги чувствуваат родителите и знаат да бидат пријатели само затоа, заради насмевката на родителот, затоа што кога се дружи дете со одредени деца, родителот е среќен и добро, еве, јас ќе му ја дадам играчката, тој ми е пријател, ама се гледа дека не му е многу мило, туку го прави за да биде умното дете на родителот. Тука веќе е притисок и според мене тоа го води кон нешто да отстапува од своето јас во името на среќата на другите или радост. А како да ги научиме децата да имаат позитивен однос кон своите пријатели? Дали тоа се учи во семејството? Доколку детето има братчи и сестричи, има позитивен однос со нив, дали тоа се рефлектира и во односите што ќе ги има со своите другари? Дека се рефлектира, нели? Каква е конструкцијата на семејството, каква е констелацијата на едно семејство, така тоа зависи што детето ќе бара од другите пријатели. Која цел ќе ја исполнува групата за тоа да има добивка. Ако еден родител бара дечиња кои што се не толку темпераментни, кои што играат мирно, кои што се облекуваат на одреден начин, така и детето ќе бара. Значи, ако родителот се дружи со определени луѓе кои што исполнуваат одредени услови, такви услови ќе бара и детето. Така. Децата често знаат да кажат ти си ми најдобар другар, а потоа најдобриот другар да го озборуваат или пак да го игнорираат. Како да му се помогне на детето кое што ќе се најде во таква ситуација на еден нечесен однос во другарството? Па тоа веќе делење се појавува дури веќе во 12-та година, каде што таму се среќава прв пат и булингот, тоест малтретирање на едно дете од група деца.
Како да му се помогне, значи тоа се пак ќе речам, тоа се создава од 0 месеци, од самото раѓање, од самодовербата на детето. Дали тоа дете било присилувано да се дружи со одредени деца без тоа да почувствува дека треба. Значи, како родителот ја градил таа самодоверба, така ќе знае веќе на 12-13 години таа самоувереност или оценката за себе ако е висока, ќе знае како да се заштити и да си одбери својата група каде што највеќе се чувствува безбедно. Така. Многу деца сака да бидат популарни, особено на таа возраст. Дали родителите треба да ја поттикнуваат таа нивна желба за популарност и да ја поддржуваат? Секој дете е различно, доколку родителот чувствува дека тоа му е потребно на детето и детето го сака на вистина тоа, да би требало, но доколку е наметнато само од родител, би требало малку родителот нели да го остави и да почувствува тоа дете што на вистина сака. Дали сака да е популарно поради другите, нели дали сака телефон таков затоа што има неговиот другар или на вистина му е потребно, би требало тоа веќе само да си одлучи. А што е со родителите кои што сакаат да им бидат најдобри другари, односно пријатели на своите деца? Дали тие всушност треба да им бидат само родители или пак е пожелно да бидат и нивни пријатели? Не, родителство, другарство или пријателство помеѓу дете и родител нема. Значи, родителот е родител и има улога на родител. Улогата родител е многу битно за едно дете и тоа не сака родителот да му биде пријател. Значи, едноставно пријателството носи своји моменти, своји улоги, а родителството и врската дете-родител е многу поинаква. Родителот многу често треба да ги стави тие граници на детето или да го насочи, додека пријателството тоа не го прави. Така, значи тоа сум слушала многу често, ама јас сум како пријател на моето дете, нели, не, детето сака да има родител. Кој што има правила, кој што има став, кој што знае, нели, ние родителите сме во суштина суперхерои за децата. И ние во првите години мора да можеме све да направиме. Така тие не гледаат. Додека пријателите не мора да можат. Така. 5 каменчиња, 5 пријателчиња, само накратко на што се темели оваа приказна? Точно тоа е приказната за пријателството, за детенце од градинка кое што било отфрлено од 2 други дечиња кои што заедно си играле. Се вратило дома плачејќи затоа што не го примаат во тој круг и полека со мајката започнува разговор во кој што мајката го советува дека му подарува 5 каменчиња и треба само да одлучи на кој пријател ќе ги подари тие каменчиња. При тоа му дава совети како да го избери тој пријател, што би требало да има тој пријател. И така да оставиме на читателите да го видат крајот. Крајот и всушност како треба да се постапи за децата да склучат што повеќе пријателства и да се изгради нивната самодоверба меѓу другото доколку се срамежливи. Ви благодарам што денеска бевте дел од 0N+. Двајца гледачи на ова емисија кои што ќе се вклучат на нашата страница на Facebook 0N+ на телевизија Телма ќе имаат можност да ја добијат оваа книга Детски терапевски приказни и игри од Ана Чучкова, полна со позитивни примери, убави приказни и совети препораки на родителите како да се надминат најчестите развојни проблеми кај нивното дете помеѓу 3-та и 7-та година. Ана, благодарам уште еднаш што бевте дел од нашето студио, од нашата емисија и што бевте гостинка во студиото, а јас им благодарам и на гледачите што не следеа со внимание. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. До гледање.